Добра вечер во Дневникот на КТВ, 10 октомври 2025 година. Ги пренесуваме активностите на политичките партии по повод изборната кампања од локалните избори 2025. На овие избори не се одлучува само кој ќе води општина или совет. На овие избори се одлучува дали ќе продолжи оваа држава на страв, поделби и закани или ќе почне нова етапа на правда, работа и достоинство. Порача лидерот на СДСМ Венко Филипче од граѓанската трибина "Се бориме за нашиот дом" во Кавадарци, на која беа представени и кандидатот за градоначалник Виктор Велевски и советничката листа. Нашата борба е борба за нашиот дом, за Кавадарци. Борба за секоја улица, за секое село, за секое семејство што живее во овој град. Сакам да живееме во град каде младите не заминуваат, туку остануваат да градат свој живот овде. За работниците кои можат да имаат достоинствен живот и лозарите со гарантиран откуп и цени. За таа цел во нашата изборна програма имаме мерки и проекти кои се од витален интерес за градот и за вас, граѓаните. За лозарите и земјоделците ќе формираме агроберза за фер пласман и реални цени, без да бидат лозарите уценувани, како што тоа беше случај годинава. Ќе направиме бизнес стартап центар за развој на предприемништвото, каде што ќе ги мотивираме младите да започнат собствени бизниси и тие да бидат моторот за економскиот развој на нашиот град. Време е на Кавадарци да му ја вратиме солидарноста и човечноста. Наши клучни залагања ќе бидат мерките од нашиот социјален пакет. Воведуваме бесплатна градинка за деца кои потекнуваат од семејства со ниски приходи. Ќе укинеме партиципацијата за згрижување на деца во детски градинки за семејства чии месечни приходи не надминуваат 2 минимални плати. Ќе воведеме ослободување од плаќање на комуналии за млади брачни парови што градат своја куќа овде во Кавадарци. За нашите млади да ги мотивираме да останат да градат сопствен дом и семејство овде во Кавадарци. За пензионерите со најниски примања ќе имаме еднократна годишна помош од 5000 денари. За жителите на селата ќе воведеме бесплатен автобуски превоз до градот и обратно, за да им го олеснеме секојдневието. За социјално ранливите семејства ќе обезбедиме субвенционирање на трошоците за огрев до 50%. А за сите граѓани ќе обезбедиме намалување на цените на комуналните услуги за 30%. Затоа што трошоците растат, а платите не го следат тој раст на трошоците. Нашата борба и нов завет е борба за европско Кавадарци, за европска Македонија, земја на слободни граѓани, кои имаат еднаков и заеднички дом со сите граѓани на обединета Европа. Мојата визија за европско Кавадарци се базира на неколку клучни проекти, кои значат напредок, усовршување и промена на начинот на живот на секој кавадарчанец. Барам од вас да ги збиеме редовите, да застанеме рамо до рамо еден до друг, да го вратиме единството, солидарноста, другарството, да бидеме вистински социјалдемократи, затоа што ние немаме ниту резервен дом, ниту резервна татковина. Имаме јасна визија и идеја за европско Кавадарци, градот на лозарите, градот на грозјето, градот на револуцијата и слободарството, и сум сигурен дека само околу тој манифест ќе се сплотиме и ќе покажеме дека победуваме. Да живее Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, да живее европско Кавадарци, да живее европска Македонија. Теквечијата страда од оваа власт. Ако има еден сектор кој беше целосно срушен во изминатата година и пол, тоа е земјоделието. Неспособноста на Мицкоски и Трипуновски го струши достоинството на земјоделците, но најмногу на лозарите. СДСМ и јас лично се заложивме да помогнеме. Предложивме конкретни мерки и закони, но власта ги одби. Одби затоа што оваа влада не се грижи за обичниот човек, за работникот, за оној кој произведува, се грижи само за крупниот бизнис.
Доизградба на колектор и прочистителна станица Марена Сопот најавија на денешната пресконференција од советничката листа на ВМРО ДПМН за Кавадарци. Почитувани граѓани, еден од позначајните проекти во нашата предизборна програма е доизградба на колектор и изградба на прочистителна станица Марена Сопот. Со реализација на овој проект значително ќе се подобри квалитетот на животната средина во општина Кавадарци. Проектот ќе овозможи ефективно пречистување на отпадните води што ќе придонесе кон намалување на непријатната миризба и создавање чиста и здрава околина за граѓаните, заштита и унапредување на локалната флора и фауна, намалување на ризикот од загадување на почвите и водните ресурси, подобрување на хигиенските услови и здравјето на жителите, долгорочна одржливост и модернизација на водоводната и канализацијската инфраструктура во општината. Со овој проект, општината ќе продолжи со својата посветеност кон чиста животна средина и здрави услови за животот за сите граѓани. Број 9 за Митко Јанчев и советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија. Со твојот човек, за твоето место, за твојата иднина. Целосна ревизија на урбанистичките планови и бројни проекти, најавува носителот на советничката листа на Левица за Кавадарци, Круме Богевски. Ке се сетам на почетоците на Левица тука во Кавадарци, иако зачетоците од самото постојање на партијата има активности Левица и во Кавадарци, сериозните зачетоци се некаде пред 5 години овде и заради тоа што немавме локална канцеларија, а нашите состаноци беа по локалните кафичи, по паркови и така натаму. За после само една година од тоа да ја поставиме нашата листа, да ја предложиме нашата листа за Советот и само јас да влезам како носител на листата. Морам да кажам дека имаше многу голема скепса заради тоа што влегувам на 22 години само во Советот на општина Кавадарци, но сметам дека тоа што влегов толку млад беше еден позитивен преседан, кој што сега и ден се следи од другите партии. Гледам на овие избори има повеќе представници помлади од другите партии кои што се кандидати за членови на Совет. Сакам да кажам дека иако бев еден против сите, вообичаено гласањето ни беше 1 против 18 за, сметам дека придонесов можеби им најмногу од сите членови на Совет, нескромно кажано во работата на Советот, со 2 филибастеринг сесии, со 365 амандмани за блокирање на еден дуб и со 111 амандмани за блокирање на друг погубен дуб, кој што за глас, за жал, на крај ДПМН како апсолутистичка власт во Кавадарци си ги протурка и последиците од тие урбанистички одлуки ќе се гледаат за 10 на 20 години, ќе гледаат нашите деца. Заради тоа апелирам и на овие избори да не се дава апсолутната власт во раците на ДПМН, заради тоа што еднаш се случи и видовме какви последици има со целосна бетонизација, со целосно дивење во урбанизмот во Кавадарци и апелирам тоа да не се случува понатаму и заради тоа ја бараме поддршката од народот на овие избори. Покрај институционалната борба, сакам да кажам дека во изминатите 4 години ја продолживме и во институционалната борба, со тоа што го имаме најголемиот работодавач Дрекселмајер овде во Кавадарци, кој што во текот на летните горештини ова лето работниците практично им се унесвестуваа во фабриката. И нашата институционална борба беше на тој начин што нашите членови поднесија представки до Државниот трудов инспекторат за нехуманите услови кои што работеа практично овие експлоатирани работници. По поднесувањето на истата, работниците си добија својата вентилација и климатизација, со што активно сакаме да кажеме дека ние постапуваме на секој фронт за подобрување на животот на граѓаните, и институционално и воинституционално. Следниот мандат, ако го добиеме, имаме неколку капитални проекти, што е ништо невозможно. Првиот ни е целосна ревизија на урбанистичките планови, која што е неопходна заради тоа што не знаеме што се има случено во последните 10 години во однос на урбанизмот. Понатаму еколошки ефикасните пристапи во менеджментот на сите јавни институции и јавни претпријатија и секако долго најавуваната
долго најавуваната дистилерија, која што еве неколку мандати ни ја ветуваат, а никако да добиеме, која што не е ни толку голема инвестиција, реално 3 милиона евра е инвестицијата на дистилеријата, која што може да донесе многу голем економски раст и контролата на цената, на откупната цена на грозјето да биде во раците на државата, наместо во раците на неколку олигарси од државата. Јас потекнувам од земјоделска работничка фамилија, а тоа е идејата, тоа ми е мотивот што ме води во самата партија. Член сум од почеткот на формирањето на левица буквално, кога бевме во градот само двајца-тројца и кои се боревме за нешто да направиме нешто настрана, нешто што е не вообичаено за додоскашното владење на двете политички елити што во Македонија. Нашата цел, нашата идеја е борба, мојата лична цел и мојата лична желба и идеја е борба за човечки права, борба за работникот, борба за лозарот. За разлика од Круме кој е малце, чија брка, се договориме ако случајно влеземе двојците во Совет, тој да ја брка малце поинтелигентната работа во Советот. Јас да ја терам малце работата која што директно влијае на самата работничка класа, на самиот лозар, на самиот понижен народ кој до сега од нашата политичка елита е отстранет и направен како граѓани од втор ред. Решавање на сообраќајниот хаос и бројни проекти за подобро живење во Неготино, најави на синокешната трибина кандидатот за градоначалник на општина Неготино од СДСМ Петар Мантев. Ви уверувам дека комплетно ќе го решиме сообраќајниот хаос во градот. Комплетно ќе го уредиме и градскиот плоштад. Ќе го покриеме кејот до училиштето Страшо Пинџур, како би добиле дополнителни паркинг места и уреден со современа урбана опрема. Говетија и паркот кај спортската сала Младост, истиот остана само слово напишено на хартија. Згорана се направија пустош со сечење на дрворедот на улицата Маршал Тито и покрај тоа што минатата година имавме една од најголемите катастрофи, пожарот на нашата планина Серта. Зеленила, пошумување и нови уредени паркови површини мора да добијат и населените места, посебно оние кои што беа зафатени со пожарите. За граѓаните ветија и реално направија покриен, затворен градски пазар, но дали истиот денес е функционален и дали после денешното спектакуларно отварање и терање на пазарџиите да влезат внатре, истите денес не знаат дали се безбедни и ви уверувам дека за многу кратко време повторно ќе му го стават клучот на истите, затоа што го отворија без одобрение за градба, затоа што истото го водат како урбана опрема, а е комплетно затворено. Го покрија пазарот и со стиропор, само за нив својствен како она во Скопје 2014. Пазар со стиропор, драги сограѓани, не бидува. Во 2023 година комуналните услуги се поскапени за цели 100%, двојно повисоки сметки, никакво подобрување, напротив, полоши услови за живење во градот. Ова општина е рекордер по трошење пари за привремени вработувања, а по транспарентност е на срамно 80 место во државата. Има ли поголем доказ за недомакинско и криминално работење од тоа што општинава е една од најнетранспарентните институции во држава? И кога беше најтешко, кога гореше Неготино, пожарите на Серта, кога изгореа повеќе од 1000 хектари, градоначалникот не беше тука. Тој беше негде на пат, без крижен штаб, без план, без совест. Тоа е билансот на овие 4 години. Плаќате повеќе, а добивате помалку. Нема паркови, нема инфраструктура, нема никаква визија. Но затоа има поскапи сметки, тендерски сделки и има градоначалник што бега од одговорноста. Проект Зелен прстен во општина Кавадарци најавија на денешната пресконференција од СДСМ. За овој проект говореше носителот на советничката листа на СДСМ за Кавадарци Вуко Мелов.
Почитувани сограѓани, Кавадарци денес се гуши во бетон, се градеше без план, без визија. Наместо зелени површини гледаме сечени дрвја. Наместо паркови, згради. Наместо чист, дишиме најзагаден воздух во државата. Време е тоа да се промени. Проектот Зелен прстен околу Кавадарци представува храбра и визионерска иницијатива што има за цел да создаде здрава, зелена и современа околина за сите наши сограѓани. Со овој проект ќе создадеме континуиран зелен појас што ќе го опфаќа градот од сите страни, еден природен штит кој ќе го подобри квалитетот на воздухот, ќе ја намали урбаната топлина и ќе обезбеди нови рекреативни простори за граѓаните. Во рамките на Зелениот прстен ќе бидат пошумени периферните и запуштените делови на градот. Покрај тоа ќе се оформат уредени паркови, пешачки и велосипедски патеки, детски игралишта и зони за одмор, простор што ќе му дадат на Кавадарци ново зелено лице. Ова не е проект само за садење дрва. Ова е проект за иднината. Проект што ќе ја врати природата во срцето на нашиот град, што ќе создаде услов за почист воздух, помалку прашина и повеќе живот. Зелениот прстен ќе се реализира во соработка со шумарски експерти, еколошки организации, затоа што грижата за животната средина не е партиска, туку заедничка обврска. Кавадарци мора да се развива плански, со визија и почит кон природата. Нема иднина во град што се бетонира без мисла за утре. Иднината е во зелениот развој, во чистиот воздух и во создавањето на град каде што ќе може да се живее достоинствено и здраво. Време е Кавадарци повторно да дише. Со проектот Зелен прстен ќе му ја вратиме душата на нашиот град. Ви благодарам. Срамна одлука на судот. Газдата на Марковски компани со стотици милиони местени тендери во РЕК наместо во затворски притвор доби куќен притвор. Обвинување на денешната пресконференција од ВМРО ДПМН. Срамна одлука на судот. Газдата на Марковски компани со стотици милиони местени тендери во РЕК наместо во затворски притвор доби куќен притвор. Газдата на Марковски компани е фатен инфлагранти како испумпува пари од РЕК, со документи и докази е заштитен од судот на СДС и ДУИ. Газдата на Марковски компани, кој е близок до Заев и Филипче, наплатил по 16.000 денари за час ископ со машини во РЕК. Криминалот кој траел со години и кој заврши со испумпување на над 200 милиони евра од тендери од РЕК и СМ, сега е на пат да биде амнестиран. Нема да дозволиме судството на СДС и ДУИ да ги ослободува криминалците кои ја украдоа државата. Газдата на Марковски компани мора да каже каде завршија милиони евра од тендерите. Дали крајна дестинација биле фирми на заеви во Бугарија и Дубај? Дали со тие пари е финансирана СДС и дали со тие пари се купувани други бизниси на заеви? Почитувани, одговорноста наскоро доаѓа. Тоа што некои судии се дрзнуваат да работат по диктат на Заев и Филипче, наместо по закон, наскоро ќе биде санкционирано и ќе има одговорност за секој еден. Во наредните неколку денови ќе продолжиме со објавување на криминалите на Марковски компани за целата јавност да се запознае како е ограбувана Македонија. СДС и Филипче не се оградија од Тричковски, порака од ВМРО ДПМН. СДС и Филипче не се оградија од Тричковски. Перијаниците на СДС повикуваат на смрт и парчосување на телото на председателот Мицкоски, а Венко Филипче, наместо да се дистанцира и да ги осуди, молчи. Бранко Тричковски, кој со години на социјалните мрежи и во јавниот дискурс го кажува тоа што СДС го мислел, во коментар на Фејсбук напиша: најголем предизборен штос би направиле кога во куферот би го напикале распарчаното тело на Христијан. СДС и Венко Филипче не можат да се амнестираат за Тричковски.
Тие со години го храбрат и му даваат простор во медиумскиот етер преку портали блиски до нив. Со години СДС и другите нивни перјаници се здружуваат околу Бранко Тричковски и неговите канибалистички и морбидни тези. Лудилото на СДС нема граници. Грозоморно е како СДС преку нивните прејаници ликува и се сити и повикува на смрт и парчосување на председателот Мицкоски. Грозоморно е како во недостаток на идеи и проекти се што знае СДС е да прави тензии во општеството. СДС и нивните перјаници се прочитани, а Венко Филипче, ако не излезе денес и не се дистанцира и да го осуди Бранко Тричковски, ќе сметаме дека тоа е директен мотиватор на ваквиот говор. Во недела архиерејска богослужба во храмот Свети Димитрий во Кавадарци. Почитувани верници, на 12 октомври недела, на наша голема духовна радост, нашиот духовен татко, неговото високо преосвештенство, митрополитот Повардарски Господин Агатангел, во 8 часот и 15 минути, токму во овој велелепен храм, и по големина, и по убавина, посветен на светиот великомаченик Димитрий во нашиот град Кавадарци, ќе отслужи света божествена архиерејска литургија, на која преку благодата на Светиот Дух ќе ги благослови и освети светите тајни Христови и ќе се помоли за сите луѓе што живеат во нашиот град Кавадарци и нашата татковина Македонија. Затоа ве повикуваме да дојдете и земете учество во светата литургија и го примете благословот и мирот во срцата и душите од нашиот митрополит Повардарски Господин Агатангел. И истиот тој благослов го понесете во вашиот дом за благосостојба и напредок на вашите семејства. Нека Бог по молитвите на сите свети не помилува и спаси. Амин. Од 6 до 10 октомври во градинката Рада Поцева Кавадарци беше одбележана детската недела 2025 под мотото "Детето денес и днината утре". Ова недела од 6 до 10 октомври во градинката Рада Поцева се одбележа детската недела 2025 под мотото "Детето денес и днината утре". Целата недела беше исполнета со насмевки, радост, креативност и заедништво. Секој ден имаше своја посебна порака и активност. Во понеделникот децата се запознаа со своите детски права и обврски, а низ изработени флаери им порачаа на возрастните колку е важно да растат здраво и среќно. Во вторникот преку театарската представа "Јадан здраво", воспитувачите ги потсетија децата на значењето на здравиот живот и пријателството. Средата беше посветена на музиката и уметноста, под координација на музичкиот педагог Горан Ѓорев, со музичка приказна и цртање на тема "Музиката во моето срце", во соработка со Домот на културата Иван Мазов Климе, срцата на дечињата беа исполнети со радост. Четврток беше реализирана хуманитарна акција во која родителите донираа играчки и сликовници за своите другарчиња, подсетувајќи дека добрината и споделувањето се најубавите вредности. Во петокот со спортскиот ден во салата Јасмин, неделата беше заокружена со спорт, игра и многу детска енергија во соработка со наставниците по физичко од основните и средните училишта под координација на педагогот по физичко Елеонора Георгиева Атанасова. Посебна благодарност и до музичкото училиште и ансамблот Тиквеш, до родителите, училиштата, градскиот јавен превоз, спортската сала Јасмин, локалната самоуправа, како и до сите вработени во градинката за нивната поддршка и посветеност. Детската недела уште еднаш ни покажа дека кога возрастните и децата се обединети во љубов и добрина, тогаш растат насмеани и среќни генерации. Фудбалските второлигаши и третолигаши викендов ги играат редовните кола. Вардар во Неготино го пречекува големо Конјари, а во третата лига Јук Росоман ќе ги нагости комшиите од Дреново, додека Венец му гостува на Борец.
Фудбалските прволигаши заради репрезентативните обврски овој викенд ке паузираат, но затоа второлигашите утре, сабота 11 октомври, ке ги одиграат средбите од редовното 8 коло. Во истото, победа во Прилеп ке ја пречека Слога од Виница, а Осогово во Кочани ке игра со Беласица. Во мини дербито, Кожув во Гевгелија ке го нагости тимот на Детонит Плачковица од Радовиш. Дербито на колото сепак ке се одигра во Штип, каде Брегалница ке му биде домакин на Скопје. Охрид во ова коло ке му гостува на тимот на Новаци, а Саса во Каменица ке ја нагости Преспа. Тетекс во Тетово е домакин на Шкендија од Дарачиново, а Вардар во Неготино е фаворит во дуелот со Големо Конјари. Во третата македонска фудбалска лига, група Југ, во недела ке се одиграат средбите од петото коло. Во комшиското дерби на колото, Росоман на домашен терен ке го пречека Дреново, додека Венец ке има тешко гостување во Велес кај лидерот Борец. Тополка ке го нагости тимот на Ултрас, а Превалец како фаворит ке му гостува на Бучин. Младост од Кривогаштани ке го пречека Питогули, а Влазними јуниор е домакин на Башкими. МВР побара да се сведат на минимум сите спортски активности за време на изборите. ФФМ го помести за една недела целото 10-то коло кај прволигашите по репрезентативната пауза. По препорака на Министерството за внатрешни работи, побарано е поради локалните избори да се сведат на минимум сите спортски активности во периодот од 14 до 20 октомври. Токму поради тоа, од страна на Фудбалската федерација на Македонија е одлучено да се помести целото коло во првата македонска фудбалска лига веднаш по репрезентативната пауза и закажаните надпревари за 17, 18 и 20 октомври. Согласно календарот, на 17 октомври беа закажани дуелите Силекс Пелистер и Стругат Брера. За 18 октомври беа закажани средбите Работнички Македонија Ѓорче Петров и Шкендија Вардар, а на 20 октомври требаше да играат Башкими Шкупи и Тиквеш Арсими. Сите тие дуели ќе бидат преместени за следниот викенд од 24 до 26 октомври. Првиот круг од локалните избори е закажан за 19 октомври, што значи дека сите надпревари од 10-тото коло во првата македонска фудбалска лига, како и колото во втората македонска фудбалска лига, ќе бидат одложени и ќе се поместат за друг термин. Одлуката е донесена со цел да се зачува безбедноста и организацијата на изборите на највисоко ниво, како и подоцна да се обезбеди непречено одвивање на спортските надпревари во следниот период без никакви инциденти и немили настани. Утре не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен, а долж поврдарието и во источните делови засилен северен ветер. Во североисточните делови ќе има услови за локален слаб дожд, температурата до 20 степени. Тоа беа содржините во дневникот, имајте пријатна вечер.